Здраво дечки, конечно ми е чест да ви го представам мојот нов проект, да ве запознавам со Бубу, најевтиниот абарт во Македонија, или некој ќе каже дека е мини Ферари. Но ајде пред да ви го представам Бубу, со сите перформанси, со целиот пакет и да ви објаснам зошто е најевтиниот абарт во Македонија, знам дека првото прашање ќе биде зошто баш Бубу. И тоа беше и прашање и со Фроги, таму го објаснив, најде сега зошто Бубу. Бидејќи Fiat 500 како модел е сладок, интересен, кутивче, Бубу, да земеш, да го штипнеш, жака забраш, но кога станува збор за абарт, тогаш станува збор за нешто многу сериозно, нешто што може да те извади од памет, да те исплаши и може да направи само бу. Затоа името е Бубу. Сега, ако ви се допаѓа името или ако не ви се допаѓа, пишете во коментар, дајте ваш предлог, за мене ова е Бубу, ова е мој автомобил, мој проект, затоа јас така ќе си го викам. Сега, што конкретно станува збор околу перформансите? Вака, да ви кажам прво дека Fiat нуди три изведби од абарт, односно Fiat 500 со 136 конски сили, Fiat 595 со 160 конски сили и 695 со 180 конски сили. Веќе има и тука и други измени, други пакети, други генерации кои што имаат и малце повеќе конски сили. Станува збор за истиот мотор 1.4 турбо, кој што стварно го кажуваат како мини Ферари, бидејќи во ова мало кутивче такви големи перформанси и толку многу добар мотор. Вау, и плюс со звукот, тоа е фантазија, баш како Ферари. Сега, нешто што многу ми се допаѓа, кај собственикот оригинален од Швајцарија, инаку е донесен од Швајцарија, еден собственик имал таму, RFV гараж го има тюнирано, што направиле интересно. Прво ми се допаѓа што за сите измени имаат сертификати и имам целата документација. Односно, моторот е тюниран на 595 изедбата со некои 150-60 конски сили, точно не знам колку има, бидејќи го немам измерено. Друга работа тоа што има поставено нови бандажи, исто така од 595, тука има поставено собственикот и дистанциери, пак ќе кажам, за сето ова има документација, ги имам сите сертификати и многу ми се допаѓа. Вака изгледа помасивно, пошироко, но повторно е во границата, бидејќи во Швајцарија нема зезање, мора да биде се според стандарди. Друга работа што е измене целиот издувен систем, ставен од 595, тука изгледа многу поубаво за разлика од оригиналниот 500 абарт, каде што има само два топа од двете страни и внатре има мали топови дополнителни. Изгледат и тие убаво, но вие ми се допаѓаат многу повеќе, веќе тука се 4 издови и се плюс хромирани и делува според мене многу повеќе на оригиналниот абарт. И плюс на сето тоа дава многу поубав звук. Нормално тука е променет и тој спойлер на браникот, инаку се друго си е исто. Сега доаѓаме до другиот интересен момент, зошто ова е најевтиниот абарт во Македонија. Станува збор за Fiat 500 абарт од 2012 година и на пазар во моментот во Македонија се движат некаде со цена од 12 па до 14-15 илјади евра, што е доста солидна сума за едно вакво мало кутивче кој што е многу сериозен автомобил во поглед на перформанси. Сега, зошто е најевтиниот, бидејќи јас го купив за некои 8.500 евра, што е стварно џабе за овој модел, за оваа кола, џабе за оваа година, бидејќи доста постари модели се движат и малку поскапо, над 9.000 евра. Дали има проблем со моторот, со менувачот? Не. Дали е чукано, тумбано? Не. Никој пат не е удирано, никој пат не е преправено, никој пат не е ни фарбано. Се е оригинално. Сега, зошто најевтин е, бидејќи како бил чуван и пазен, односно како јас го начекав кога го купив. Ајде сега ќе ви кажам дел по дел. Вака, прво и основно нешто што сакам да објаснам е дека со овој проект сакам да постигнам една цел, односно да направам купи-продај и да видиме колку ќе успеам јас да направам профит со Бубу, иако стварно не ми се прода, бидејќи Бубу, односно овој модел на абарт е еден од моите омилени возила кои што секој пат сум си ги сакал. Знаете дека имам едно фикјуле дома кој што олтаймер и секој пат сум сакал да имам покрај него еден нова изведба од тоа фикјуле. Но ајде вака, многу е битно и она што сакам да го постигнам со епизодава е да ви кажам дека е многу битно сите оние кои што продавате возила да знаете дека особено кај вакви по-ретки уникатни возила треба и е најбитен првиот впечаток на возилото, односно да изгледа баш како што треба. Јас кога дојдов и кога го видов, првично на оглас кога го видов, беше само во една запуштена
верзија, односно беше целото со прашина, беше позеленето, бидејќи било стоено долго време по дрва и буквално сите овие кедери и ивици беа направени цели со некоја зелена маста од дрвата. Второ, беше исполепено со некои лепенки и тука, слика имам од првиот ден кога го земав, лепенки тука, позади, и овие РФВ гараж, окей, тюнерската компанија, но искрено јас би сакал кај едно вакво возило да биде што е можно по-оригинално, бидејќи така ќе знам дека сопственикот што го имал, дека се вложил максимално внатре. Сега би сакал да ви го покажам и внатре возилото, бидејќи во поглед на перформанси ќе ви објаснам и за моторот е пазено и чувано и се, но имаше неколку работи околу интериерот кои што не ми се допаѓа, односно пластиките тука конкретно за вртењето на седиштата за наслонот беа комплетно извадени, беа искршени пластиките, успев, ги средив тие тркалца и сега функционираат, седиштата нагоре надоле може да се движат. Од таа страна рачката за подигнување на седиштето е пукната, тука беше целосно извадено, тука средив, таму треба да најдам. И во глобала интериорот е многу сочуван, мислам нема некои работи кои што му недостигаат, односно му недостигаат патосници, ги средив. Сега нешто што мора да го пофалам сопственикот што ми го продаде тука во Македонија, што беше многу фер, многу искрен, многу искрено настапи, ми ги кажа сите можни детали, дури ми дозволи да видам се што треба. Односно го ставив на карли, го проверивме на компјутер, видовме дека точната километража има нереално многу мала километража за оваа година, 135.000 километри јас во моментов му направив, иначе го земав со некои 131.000 километри, што стварно е доста добра километража. Сега, односно во наредниот серијал што ќе го гледате, сега ќе седнам да го провозам, но она што ќе го гледате е средување на сите ситници како вадење на лепенките, веќе дел од нив извадив. Ги купив оригиналните Абарт лепенки кои што му стојат тука, тие сакам да ги поставам, овие мора да ги исчистам напред. Му направив сервис, иако бил сервисиран и стварно многу пазен во поглед на перформанси. Купен беше голем, односно сет за голем сервис, мал сервис, сменивме нови плочки, треба да се сменат плочки и позади. И имам едно тресење на одредена брзина, што сега кога ќе почнам да го возам, ќе ви објаснам за што станува збор. Така да сега да го чуеме Бубу и да го провозиме малку. Шубаво си мириси у Бубу. Тоа најмногу поради новите миризливи од Арпијам. Bubblegum. Кој сака, пишете ми во коментар, бидејќи наскоро ќе правиме нова нарачка на миризливи, така да направиме една количина за сите што сакате. Но, ајде да се вратам јас малце на Бубу. Вау, возењево е остварување на стварно на мој детски сон, бидејќи прво звуков е за жал, толку многу звуков внатре не се чувствува, па дури надвор не е нешто прегласен, што искрено го почитувам многу и го сакам, бидејќи не сакам да урла колата, да не може да се слуша и да е неиздржливо возењето внатре. Има убава нота, нешто што е познат Абарт, всушност целата компанија е започната по издувните системи кои што ги имаат правено, но ајде за тоа во некоја друга прилика. Она што мора да го потенцираме дека не очекував дека ќе биде волку многу забавен за возење. Мислам, никој пат не очекував за Fiat 500 дека ќе ми направи една ваква голема насмевка за возење, бидејќи е многу прецизен, многу стабилен автомобил, многу. Сум имал и Мини Купер и ќе кажам дека за нијанса Мини Куперот е позабавен за возење, бидејќи тука малце положбата за седење е поразлична, не седите така ниско, а седите малце повисоко, воланот е позакосен како некој мало комбе да возите. Дури Маана име кажуваат дека многу високо се седи, па има сетови што прават за да биде седиштето што е можно пониско. Тука кај мене гледам дека нешто правеле и убаво се седи, односно за мене висината е таман, но
за одредени луѓе може да бидат и малце потесни седиштата. За мене пак ќе кажам е таман, за други може да биде малку проблем. И друго нешто што ме нервира што воланот не оди по длабочина никако, мислам не оди воопшто ни милиметар. Но на крајот на денот, она за што е замислен, да имате стварно убав градски автомобил со убави перформанси кои што ќе ви ги задоволи сите потреби за еден ентузијаст како мене, ја не гледам потреба од нешто повеќе, дури 105-60 конски сили, иако вака на хартија нешто се денес нешто премногу, сепак се сосема задоволителни, бидејќи особено кој ќе оставам во спорт, бидејќи имам копче за спорт, кој ќе оставам во спорт е многу пореспонзивен. Односно, што значи тоа? Тоа значи дека вака во нормал има некаде по моја претпоставка околу 130 конски сили, односно фабричките, кои ќе стиснете на спорт, мислам дека тогаш ги имам сите 105-60 конски сили на располагање. Бидејќи стварно многу се чувствувам пореспонзивен, многу повеќе моќ, по-тежок волан добивам, по-респонзивни педали. Сега нешто што е интересно, што не напоменав, што имаат поставена спортска суспензија, многу подобра, да, е покрут, но за мене е супер, бидејќи овој тип на возило би го сакал баш вака како што е тука конструиран. Нешто што не ми се допаѓа што ради дистанциерите не можам да вртам скроз полн лев и полн десен, бидејќи во одредени моменти знае да ми фати на подкрила. Тоа треба да се види и сега ево тресењето, не знам колку приметувате, се случува од 60 до 90 км. Јас сменив гуми, тоа ќе го напоменам во наредната епизода, сменив и некои други работи. Мислевме дека до криви гуми, дека до криви бандажи, имаше една опција со бандажите околу корозија, се намали, но се уште се чувства, што значи дека треба дополнително да го проверам. И тоа значи дека треба да направите subscribe за да ги видите другите епизоди околу средувањето, што се ќе средувам, дали сето тоа ќе биде добро, дали тоа стварно многу значи во продажба и ќе видиме со продажбата како ќе се одвива. Се надевам дека никој нема се јави за продажба, бидејќи стварно ми легна бубу апсолутно, многу. И да го продавам, пак ќе купам. Ова ви го ветувам. Дефинитивно ви го ветувам. Нешто што мора само да дополнам, ми се допаѓа што тука од страна имам турбобар и има за shift заменување на брзина. За кога ќе отидете на вака малце повисоки обрти да гледате со колку бара работи турбинчето и нормално да ве потсети дали треба да промените брзина или не. Иначе ова е стварно задоволство за возење. Менувачов е путер. Педали алуминиумски путер. Ми се допаѓа што вака високо издигнат менувачот, бидејќи тука се ви е едноставно при рака, лесно е за возење на вакви, особено кривулести планински патишта. Леле. Ау, мора да се направи нека тура со Бубу. Пишете ми коментар каде саѓате да го возам, што се мислите дека треба да направам, направете subscribe и се гледаме наскоро со ново видео. Фала ви дечки многу, бидејќи се тоа е благодарение на вас. Чао! И само што снимивме епизодата, прва епизода, мислејќи дека се е кој што треба, ми пукна црево за глицерин од предна десна. Така да, ето уште една работа што треба да сменам. Не е крш, мора да потенцирам. Ова е само едно обично цревце.